Убаво, вие уживајте во она што ние ви го нудиме и како музички наш избор и се надевам дека е тоа така, доколку е задоволството е на наша страна. Имаме секогаш ние различни теми, зависно нели од денот и од секојдневието што ни носи, да најавиме, да имаме разговори, а во продолжение наша гостин се разбира исто така ми е задоволство да разговарам со професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика. Добре ни дојдовте, добро утро. Добро утро, поздрави до вас и до гледачите. Така, она што, нели, еве, и сега зборувавме, е малку да направиме разлика, радиодиагностика, односно да пообјасниме што за конкретно поточно се работи во радиодиагностиката. Вие како професор и специјалист, подобро ќе ни објасните токму оваа тема, што е она што опфаќа во здравството, во медицината. Значи, мојата професија се бави со диагностичка радиологија. Значи, под радиологија порано имаше еден куп специјалности кои што беа измешани, да така кажам, или заменети со нашата. Јас сум, значи, класичен диагностичар, рентгенолог, радиолог, радиодиагностичар. Сега има уште еден термин кој што исто така и опфаќа мојата професија, се почесто така наречени имиджинг доктори. Значи, имидж е слика или представа за нешто, тоа се современите технологии кои што ни стојат на располагање, како магнетска резонанца, компјутеризирана томографија, ултразвук, PET scan, да речеме, сето тоа спаѓа во делот кој што се нарекува диагностика во медицината, во една поширока смисла на зборот. Со овие современи технологии многу прецизно можеме да навлеземе и во ситните детали во човечкото тело, за кое што зборуваме понатаму. Да, тоа е она за што навистина треба да слушнеме и да дознаеме нешто повеќе, затоа што нели како се вели, се што е рано откривање, не дај Боже сега, меѓутоа животот се носи на било каква болест, е токму во сето она што ќе се открие навреме, затоа што потоа можеме да го излечиме. Меѓутоа, да, вие ни доаѓате од Систина, се разбира, веќе колку време работите? 12 години, тоа се навистина долг период. Тука сме и да најавиме дека токму ќе зборуваме за радиодиагностиката и за професијата ваша, меѓутоа имаме новини сега, токму во Систина, во вашата болница, каде што добиваме и нови апарати со кои што ќе се диагностицираат, да кажеме, или да рано откривање на болести. Зашто конкретно тука се работи и за какви апарати станува збор? Така е. Нашата болница секогаш големо внимание посветува на диагностиката. Посебно да речеме во радиологијата, ние секогаш го следиме оној светски тренд и ги менуваме нашите диагностички апарати со најновата генерација. Оваа година, почнувајќи од минатата година, и оваа особено, ќе се заменат оние апарати кои што претходно не беа заменети. Значи, веќе имаме заменето еден конвенционален радиолошки апарат со современ дигитален апарат. На почетокот да кажам дека болницата е филмлес, значи не употребуваме медиум за бележење на сликата, како порано што беше оние класични филмови рентгенолошки, него се е во дигитална форма. И нашата слика што ние ја произведуваме од било кој наш апарат е во дигитална форма и оди се архивира и потоа може да се забележи, за меморира, моментално се меморира на компакт дискови, но понатаму јас мислам дека ќе биде на друг некој медиум како што е USB и така натаму. Добивме еден радиолошки апарат кој што е од последната генерација, за условно кажано класичната радиологија, бели дробови, скелет, но можностите се неверојатни, бидејќи може дополнително сликата да се обработува. Што значи тоа? Дигитална слика, кога имате во дигитална форма, може да ја менувате, да ја изострувате, да тргнете некои елементи, да правите некакви реконструкции. За да се диагностицира доколку има така? И многу полесно се архивира, се скратува времето. Значи, нашите такви апарати, да речеме мобилните апарати што ги имаме, доле апаратите што ги имаме на оделот, се од таков тип. Значи, нема класична касета, нема филм, него има панел флет детектор на кој што се забележува информацијата од било кој дел од човечкото тело.
Значи, тој апарат ни служи за главно диагностицирање на болести на скелетот, на белите дробови. Постои можност да се спојуваат одредени делови на слика од телото во еден филм како една слика. Особено е тоа важно при, да речеме, детектирање на искривување на рбетот, сколиоза, и затоа постои можност да со едно снимање практички ние го добиеме целиот рбет од цервикалниот дел или од вратниот дел до лумбосакралниот дел, што е исто така големо предимство, како и долните екстремитети, кај што ни требаат функционални диагностики, да видиме скратување на екстремитети во стоење, кај што има искривување и така натаму. Значи, сега и младите го имаат тој проблем, за жал. Може да ви кажам дека за искривување на рбетот, сколиозата, 80% се лекуваат конзервативно. Значи, кај нив е многу битно да се направи проценка на искривувањето, а таа проценка мора да ја правиме врз основа на рентгенскиот филм. И го мериме искривувањето и го следиме ефектот на терапискиот дел, дали има подобрување, влошување, дали треба да се примени друга тераписка процедура или не. Така. Понатаму, може да ви кажам дека во најскоро време добиваме два многу моćни диагностички апарати. Тоа е едниот е ултразвучен апарат од најсовремената генерација, кој што може да ја фузионира сликата од другите апарати. Сите апарати што ги добиваме се такви. Значи, може да повикаме од слика од компјутеризирана томографија, да ја вметнеме додека го правиме прегледот со ултразвук, кај што може многу прецизно да правиме... Веднаш на лице место? Веднаш. Значи, добиваме еден медиум, да речеме пресек на компјутеризирана томографија или магнетска резонанца, а над таа слика може да оди живата слика која што ја правиме ние додека го прегледуваме пациентот. Со тоа добиваме неколку предимства. Значи, може да се прават интервенции, биопсии, некогаш што потешко се гледа со ултразвук, да речеме цревна виуга, ваму многу појасно ја гледаме и ќе избегнеме со таков тип на фузионирачка техника. Значи, многу моќен ултразвучен апарат. Очекуваме да го добиеме во најскоро време и водечки диагностички апарат, тоа е компјутеризирана томографија, најсовремениот апарат кој што има неверојатни можности, значи скенира или прави, да речеме, 512 слики во секунда. Што значи тоа? Значи, можете за 3 секунди, да речеме, да прегледате бели дробови, за 5 секунди да прегледате целиот абдомен, целиот организам. Значи, скенира меѓу две отчукувања на срцето, разбирате? Значи, меѓу, ние велиме стручно, систола и диастола, тогаш ги прави тие пресеци, добиваме на брзина, штедиме на контраст, се смалува зрачењето, се тоа во интерес и нормално добиваме слика која што до сега не сме ја виделе. Значи, таков тип има на резолуција, со многу малку, значи, само зрачењето има таква оптимизација на процесот, кај што зрачењето е смалено за 80% во однос на претходните генерации на машини. Каде што повеќето пациенти токму тоа им беше грижата околу. Значи, кај што имаме, да речеме, дете, кој што треба да го поштедиме од зрачење, имаме вродена аномалија на срце, значи, ние следиме се што, како се развива болницата. Да речеме, од скоро време имаме детска кардиохирургија, тие пациенти преоперативно на сите им правиме компјутеризирана томографија на срцето и големите крвни садови. Бидејќи аномалиите се комплексни, не можете да бидете изолирани само на еден сегмент. Вака се добива целосната слика. Вака се добива целосна слика. Се планира интервенција, се прават функционални испитувања. Сето тоа за многу кратко време, значи не е тоа нормално, мал пациент од 2 дена, 3 дена или 1 месец не може да се работува, вие не можете да му кажете земете длабоко воздух и не дишите, за да ни скенираме. Така. Значи, он нормално си диши, но тоа го надоместуваме со висока технологија. Значи, кај што брзината ни овозможува да ние го добиеме ова што е крајниот резултат на нашата работа, значи да добиеме многу прецизна диагноза која што ќе овозможи понатаму и ефикасен третман. Тоа е нешто што новина во радио. Тоа нешто ќе биде во најскоро време, значи почнуваме со монтажа, да речеме, на апаратот, најавите се на крајот на месец јуни, во јули би требало да биде тој во функција. Зборувам и за едниот и за вториот апарат. Значи го очекувате? Да. Инаку би сакал да кажам нешто и за другите, да речеме,
апарати кои што во меѓувреме ги добивме, кои што одат во една насока кај што радиологијата делува тераписки. Тоа е така наречена интервентна радиологија, кај што ако можам да кажам радиологијата лекува, тоест реков дека се бавиме со диагностика, но ова и со третман. Тој дел кој што прво диагностицираме, а потоа се разбира според добиените резултати и лекуваме со радиологија. Ова што сакам да ви кажам, тоа е вториот дел кај што диагностиката лекува или се бави со третман. Тоа е така наречената интервентна радиологија, кај што ние со нашите интервенции лекуваме компликации или спречуваме компликации или му го подобруваме квалитетот на животот на пациентот. Тој дел е главно насочен кај хируршки болни, третирани или нетретирани, кај тешки болни или онколошки болни, кај што треба да им се олесни, да речеме, квалитетот на животот, да им се подобри квалитетот на животот, секојдневието, ослободување од болка, пожолтување, да речеме, обструкција некој и така натаму. Со нашите методи и техники ние можеме да помогнеме и тоа е, да речеме, светскиот тренд кај што ние се трудиме да го следиме нормално и во диагностиката и во за доброто на пациентот, се разбира. Споменавме тука некако вака ми дојде едно прашање дека им помагаме на пациентите во оние со онколошките заболувања. Меѓутоа, дали со сето ова можеме и да им го продолжиме животот? Да, значи кај нас имаме апарат кој што се нарекува апарат за радиофреквентна и микробранова аблација. Што значи тоа? Тоа значи дека можеме со една игла, да така ја упростам целата работа, влеземе во примарен или секундарен тумор. Што значи тоа? Значи имаме примарен тумор на бубрек, можеме да влеземе со иглата и да направиме аблација, тоест да го уништиме самиот тумор, без оперативен третман. Или да речеме имаме метастаза во црниот дроб, можеме да влеземе со исто така со игла, водена да речеме со овие нови современи апарати што ви кажав, ултразвук или компјутеризирана томографија. Главно тие два модалитети кај што внимателно ја внесуваме иглата, го вклучуваме апаратот и со една од техниките, дали ќе биде радиофреквентна аблација и микробранова аблација. Ефектот се постигнува со загревање локално на ткивото, само таму кај што е промената. Значи постои надеж. Тоа можеме да го правиме. Што значи тоа? Значи ако има пациентот примарен тумор, кој што е погоден за аблација, место да се прави оперативен зафат, кој што ја зголемува инциденцијата и на компликации, и на продолжување, може да направиме аблација со оваа техника и тој тумор што се наоѓа примарен, наједноставно да така кажам, просто кажено го спржува бидејќи го загрева локално ткивото. И таму се уништуваат сите клетки. Нема голем број на компликации после интервенцијата, многу е благородна интервенцијата бидејќи во онколошката интервентната онкологија, тоа е делот од оваа специјалност која што ја работат главно интервентни радиолози, следењето на болните е битна работа. И значи вие кога ќе ја оперирате, да речеме, примарната болест, може по известно време да се појави метастаза, да речеме, во црниот дроб. Место да се прави интервенција оперативна или да се дава скапа хемотерапија, се влегува наједноставно со игла внатре и се решава проблемот. Методата има се поголема и поголема примена. Дали пациентите да се запознаени со ова што сега во моментот јас го слушам? Ова што го кажувам, да речеме, може да е и еден вид на промоција на самата метода, бидејќи информациите тешко одат, вашиот медиум, да речеме, јас благодарност должам, што можам јас морам да бидам искрена дека прв пат слушам токму за оваа метода. Да, инаку можам да ви кажам дека во Европа на годишно ниво се прават ваков тип на интервенции преку 100.000 годишно, разбирате? Значи, многу е широка методата, може да се работат примарни или секундарни тумори на бели дробови, може да се работат на црн дроб, значи без разлика кој каде е заболен. Да, на штитна жлезда, да речеме, на дојка дури се прават аблации. И резултатите што покажуваат? И резултатите се одлични. Значи, во зависност од големината се позиционира и енергијата која што ние регулираме
со диаметарот на самата промена. Значи, ако е помала промената, помала енергијата и пократко е времето на аблацијата. Овие два типа се најприменувани, значи радиофреквентно, директно загревање и микробранова, кај што нешто слично како на микропечка која што ја употребуваме ние да загревање или за топење, да речеме. Дали станува збор, само морам тоа да ве прашам, знам дека сигурно и гледачите им се врти такво прашање во главата, со оглед на тоа дека сите барем кои се соочуваат за жалеви со онколошки заболувања, без разлика за кој стадиум станува збор или пак... Значи, тоа се одредува конзилијарно. Имаме онколошки конзилиум и оној пациент кој што е погоден за аблација, конзилијарно одлучуваме овој пациент ќе го селектираме за аблација. Значи, ако има 20 метастази, илузорно е вие 20 метастази да ги третирате на тој начин. Но ако има една-две или се групирани на погодно место, тогаш веќе може да се интервенира. Тогаш може една по една да се направи интервенција. Разбирате? Значи, секогаш е битно да се направи правилна селекција. И нормално позицијата и така натаму и навреме да се открие. Затоа ни стојат моćни алатки како што се компјутеризирана томографија, магнетска за да спасиме животи. Скенот исто така е многу битен. Бидејќи кога правите нешто на време може да го детектирате. После тоа го локализирате. Тоа беше моето следно прашање. И одлучувате што да правите, што понатаму. Знаете како, еве, доколку и ние се чувствуваме здрави, дека сме добри со здравието, можеме да дојдеме да се диагностицираме, да видиме дали можеби нешто се случува во нашиот организам, а ние не знаеме. Значи, во нашата болница има така наречени чекап програми, или програми едноставно за проверка. За проверка, да. Не мора да почувствуваме симптоми, едноставно сакаме само да се... Не мора. Значи, тие програми, чекап програми, да речеме, ќе ви фаворирам уште една метода кај што се прави, да речеме, магнетска резонанца на цело тело. Да речеме, таа е една од тие чекап програми. Посебно има пакети, да речеме, од тие чекап програми за мажи, за жени, да речеме, машко здраве или женско здраве. За контрола. За контрола. Кај што жените нормално прават мамографија, прават Папа Николау тест, мажите прават коронарен стрес тест, да речеме, или преглед на простата, уролошки преглед, така натаму, ПСА, лабораторија и така натаму. Таков, да речеме, тип на превентивни прегледи се прават во нашата болница. Има неколку нивоа, главно работиме тимски, интернистички, хируршки и така натаму, кај што можеме да делуваме превентивно. Сега ќе ви кажам, да речеме, рана диагностика на карцином на бели дробови или рана диагностика на карцином на дебело цево. Имаме две моćни диагностички алатки. Значи, да превенираме карцином на дебело цево, ќе направиме колоноскопија. Ако има пациентот аверзија према инструментариум и така натаму, може да направиме виртуелна колоноскопија. Значи, со помош на овие апарати, што ви кажав, да речеме на компјутеризирана томографија, може истото да го добиеме и да го видиме дебело црево и од внатре и од надвор. Како колоноскопијата, значи може и преку апаратите да се добие резултат. Може да се направи така наречена виртуелна колоноскопија која правиме ние на радиологија. Да речеме за бели дробови, да речеме сега, порано се правеше многу масовно рентгенграфија на бели дробови. Има некои промени кои што се многу ситни и може да се фатат на време. Се прави превентивно, да речеме, компјутеризирана томографија на бели дробови со ниска доза на радиација, разбирате? Значи, овие современи апарати ја мерат дозата која што ја прима пациентот индивидуално. За да не биде озрачен, еве вака да кажеме. Иако примената на рентгенските зраци е многу оддавна, значи од кога ги открил рентген 1895-та, не ме држите за годината, од тогаш уште постои дискусија, полемика за штетноста на рентгенските зраци. И ние секогаш како професионалци, тоа е ионизирачко зрачење, не можам да правам од нешто дека е тоа добро зрачење, значи тоа е гледаме како да се минимализира. Но ви велам, значи во примената на рентгенски зраци во радиологијата, во медицината е во 90% корисна работа, кај што ние како професионалци се трудиме да ја смалиме. И затоа ви велам, значи постојат такви апарати кои што при процесот на прегледување ја редуцираат зрачната доза. Еве, не случајно спомнав дека со новиот апарат за компјутеризирана томографија за 80% во однос на зрачните дози се смалува зрачната доза. Особено кај тие ранливи групи што се пациенти, кај дечиња, да речеме, вие ќе
ќе го вклучите само програмот и самиот апарат го оптимизира прегледот за да ја смали дозата. Искрено да бидам, со внимание ве слушам и јас, а сигурно дека и гледачите, затоа што кога се работи, тука сме на крајот, меѓутоа кога се работи за нашето здравје, нас се не интересира. Сакав да вклучам гледачи, меѓутоа знам дека имавте вие многу што да кажете, па ќе оставиме за следниот пат. Меѓутоа за крај, еве како порака до сите оние кои барем чувствуваат било каков симптом да се појави, се однесува за нашето здравје. Колку животи имате спасено токму со овие апарати? Тоа би сакала да го знам, без разлика и рано диагностицирање дури на онколошките заболувања. Имаме ли спасено животи? Значи сигурно. Тоа ни е нас секојдневна работа. Знаете, ние се соочуваме со условно кажам на најлесните болни, да речеме. Многу често сосема случајно откриваме овие болести. Многу често добиваме и пациенти кои што се тешки болни. За нас кои што се бавиме со оваа професија, сите пациенти се подеднакви, разбирате? И ние им посветуваме внимание на сите. Секој пациент заслужува максимална грижа. Значи и најмладиот и најстариот. Значи јас работам со пациенти кои што се нула возраст, значи новородено кој што ќе се роди со некоја вродена аномалија, да речеме на срцето, треба да се направи од старт диагностика. Значи се прави први ултразвук, после тоа компјутеризирано, до највозрастните пациенти кои што се, да речеме, на крајот на нивниот животен век, секој може да се разболи. Разбирате, не можеме ние никогаш не знаеме што не чека и што носи животот. И за тоа ви велам, меѓутоа и со најмал симптом секогаш треба на секој симптом да му обрнеме внимание, на секој симптом да му посветиме внимание и секогаш за да се заштитиме себе си и да си го продолжиме животот. И секогаш треба да видиме и да поставиме прецизна и точна диагноза. Така, за лекувањето. За да знаеме после тоа како да третираме. Многу ви благодарам што одвоивте време и покрај сите ваши обврски и јас ќе кажам еве за крај, докторите не се волшебници. Секако, меѓутоа затоа и ние како пациенти треба да се грижиме пред се за нашето здравје, за да вие можете да не лекувате доколку навреме дојдеме кај вас. Така е. Ви благодарам многу, ви посакувам секое добро, па се гледаме и во следна прилика и добро е што имаме новини во радиологијата за подобро здравје на пациентите. Почитувани, тука завршуваме со утринската програма. Вие останете, се разбира, и понатаму со Алфа телевизија. Ви посакувам убав ден и се разбира секое добро во секое време. Довидување од мене.